Според странските интернет портали кои имаат направено детална анализа на популарната Top Skills листа објавена во 2016 година, како и според податоците за барање на работа во изминативе 6 месеци, идентификувани се точно 7 од најпознатите вештини од технолошките области за 2016 година. А за она како стојат работите на македонскиот пазар во Македонија наутре, добро утро и велам на Анча Јовановска, менаџер на првиот кариерен центар за оваа индустрија во вид на платформа за вработување на IT специјалисти. Анче, добро утро и добро ни дојде. Како се ни ово утро? Одлично. Ајде да позборуваме за тоа зошто ни беше потребно да се оформи ваков центар и зошто тоа беше потребно за македонскиот пазар. Вака, идејата за кариерниот центар е прилично стара, меѓутоа никако чекавме да дојде ситуација да созрее таа идеја за да може успешно да одговориме на тој предизвик. Нашата компанија, значи Семос Едукација како прв и најголем тренинг центар веќе 21 година продуцира кадар од областа на IT. Меѓутоа со оглед на тоа дека за некои од курсевите сме, значи односно вендорите сме официјален тренинг центар во земјава и пошироко, значи како единствен, на некој начин продуцираме кадар честопати кој што компаниите може да го најдат само кај нас. Така да компаниите го препознаваат квалитетот на услугите кои што ние го нудиме и сето тоа придонесе за тоа да има потреба да им помогнеме како да дојдат до соодветен кадар. Значи, всушност започнавме на некој начин со систем за кариера како општествена одговорност на нашата компанија, меѓутоа како се повеќе се зголемуваше потребата и побарувачката од страна на компаниите, сметавме дека треба да имаме еден организиран систем кој што ќе им даде соодветна услуга на овие компании. Токму затоа почетокот на оваа година влеговме во проект со значи програмата за зголемување на пазарна вработливост на Швајцарска агенција за развој и соработка, значи имплементирана од страна на Преда Плюс и на Свисконтакт, со чија помош формиравме бизнис модел кој што дава услуги кон две страни, значи индивидуалци и од друга страна компаниите. Кариерниот центар всушност треба да биде мост помеѓу значи активната работна сила и компаниите. Активната потенцијална работна сила која што поминува значи низ нашиот тренинг центар на обука или дообука, преквалификација и така натака, а од друга страна се компаниите кои што имаат потреба за специфичен кадар. Токму затоа некако нашата цел во ситуацијава е да го следиме пазарот, да ги следиме барањата на компаниите и на тој начин да градиме кадар кој што успешно ќе може да се вклопи во нив. Така, кој се може да биде дел од овој кариерен центар? Значи, вака, во моментов базата на кариерниот центар е составена од наши слушатели, значи лица кои што веќе биле на нашите курсеви. Значи, нема одредени минимум квалификации кои што треба одредено лице да ги има за да биде дел од овој значи кариерен центар. Не постои ограничувања по однос на возраст, по однос на образование, значи технички или софт вештини. Она што е важно е секој кој што сака да биде дел значи од процес на доедукација, може да дојде во нашиот тренинг центар, да се запише на одредена обука, значи понатаму да биде следен од страна на нашите тренери и секако да биде препорачан во некоја од компаниите со кои што соработуваме. Одлично што имаме ваков кариерен центар во Македонија. Според вас, кои се најбараните, еве да кажеме, 3 професии за 2016 година? Согласно барањата кои што ги добивавме, значи во изминатата 2016 година, можеме да кажеме дека тоа се најчесто девелоперите. Станува збор за Java, за .NET, PHP, Android, тука се графичките и веб дизајнерите и проектните менаџери секако. Од друга страна, она што е интересно и што треба да се спомене е дека за разлика од претходните години, некако во последно време компаниите не бараат строго технички кадар, значи кадар кој што знае само IT, туку секако бараат некој склоп на вештини, што значи да има познавање од IT, меѓутоа секако да има познавање и од некои софт вештини, така да повеќе почнуваме да работиме и на тој дел. Така, потребно ли е денес она формално образование за еден човек да најде добра работа со оглед на тоа дека денешните деца се IT менаџери што од самото раѓање некако со технологијата се растат, се развиваат и доаѓаат до еден степен каде што буквално се знаат. Можеби се потребни само оние курсеви кои што ги споменавте за. Така. Значи вака,
неформалното образование е потребно и ќе биде и понатака потребно од образованието на еден IT професионалец. Меѓутоа, она што можеме да го кажеме во последно време е дека формалното образование се подигна на едно повисоко ниво. Зборувам за оние технички факултети од каде што најчесто се продуцираат IT кадрите. Значи почнаа да нудат програми кои што се во согласност со барањата на пазарот, што е одлична можност за да изградите еден IT професионалец како основа од каде што се тргнува. Меѓутоа, неформалното образование мора да биде и понатаму дел од образованието на еден IT професионалец. Од проста причина што на многу побрз начин се стигнува до одредени квалификации, значи посакувани квалификации, од проста причина што можем тесно да се насочи IT професионалецот во она што го сака и да го работи, значи може да се сертифицира, да добие официјално признати сертификати, значи кои што може да ги искористи насекаде во светот, така да неформалното образование мора и постојано да биде дел од образованието, значи на еден IT професионалец доколку сака да биде конкурентен на пазарот, што е многу важно во IT сферата. Каква е конкуренцијата кај нас кога станува збор за овој сегмент, за овој дел? Реално има доста конкуренција. Значи, она што е интересно е дека претходно сите оние кои што сакале да се запишат на техничките факултети го правеле тоа најчесто од љубов кон таа професија. Меѓутоа, некако во последно време сите оние кои што сакаат да се развиваат во IT сферата се запишуваат новија факултети баш бидејќи има голема побарувачка да најдат работа. Буквално поради тоа најчесто се запишуваат. Така да реално во овој момент се соочуваме со еден проблем, а тоа е проблем дека имаме огромна побарувачка, значи од IT кадри, а се случува да имаме недостиг на тие кадри. Токму затоа е потребно да ги градиме тие луѓе, значи постојано да работиме на тоа да се градат IT професионалците. Како оди професионалниот развој кај истите? Кога ќе го завршат оној курс или кога веќе ќе се вработат? Имаат ли потреба за надоградба на себе си? Ве бараат ли воопшто вас? Да. Значи, постојано има потреба од, како што спомнав, од надоградување на знаењето, бидејќи IT сферата е нешто што е брзо. Значи, нешто што постојано се менува. Вие не можете да очекувате дека ќе завршите факултет или ќе дојдете на некој курс кај нас и сте завршиле работа, сега треба да чекам, да седам и да чекам да најдам работа. Тоа е најголема грешка ако некој ја прави. Значи, она што треба да се прави е постојано да се вложува во себе. Значи, да се вложува не само во делот на технички обуки. Кај нас има реално огромна побарувачка за техничките, значи обуки кои што ги нудиме, бидејќи реално ние нудиме некаде преку 300 курсеви од различни области во IT. Така да, значи, она што е важно е никогаш да не престанат да учат, значи, за да може да бидат конкурентни, како што споменав, на пазарот на трудот, меѓутоа и не само да се развиваат во IT делот, туку да се развиваат и во делот на софт вештини. Значи, од типот на развој на своите тимски вештини, менаџерски вештини, вештини на преговарање, значи, презентацијски вештини, комуникацијски вештини, зашто како иде светот напред, се почесто ни требаат и нели сениори кои што ќе бидат тим лидери и така натака. За да можете да водите еден тим или одредена компанија, секако освен техничкото знаење треба да ги поседувате и тие вештини. Каков е вашиот тим во кариерниот центар? Сега почнуваме полека да го градиме тимот, бидејќи ова е нешто што е прилично ново. Она што можеме да кажеме е дека имаме база на соработници, значи покрај оние кои што поминале низ нашиот тренинг центар, соработници кои што секојдневно ги комуницираме во однос на услуги кои што им требаат на компаниите. Тука се и нашите тренери како надворешни соработници и дел од вработените кои што работат на соодветни области за да може нели да помогнат. Анче, ми беше чест и задоволство што разговарав со вас. Ви благодарам што ја прифативте поканата да видите дел од Македонија наутро. Благодарам. Почитувани, продолжуваме понатаму со промотивната понуда на Македонската радио телевизија. Останете со нас.